Здраво, јас сум Горан Павичевич, дипломиран електроинженер и магистар по технички науки од Скопје. Јас сум извршен директор на Спортлайф обложувалници, која компанија е од дејноста, услужна дејност, приредување на игри на среќа во обложувалници. Спортлайф како компанија е етаблиран бренд на нашиот пазар, работи веќе 12 години, од кои јас сум веќе цело време таму од почетокот, меѓутоа 6 години сум како извршен директор или извршен менаџер на компанијата со комплетно сите одговорности. Оно што е интересно за компанијата е дека има преку 700 вработени во овој момент и 120 уплатни исплатни места распоредени низ цела република. Од моментот кога јас дојдов на функцијата до сега претрпе огромна промена компанијата, односно своевиден change management, каде што се реструктурираше во современи европски стандарди, каде што би рекол се разликуваме од сите останати компании, од поголемиот дел од останатите компании, од аспект што визијата на моите собствениците на оваа компанија беше таква дека не може да се експериментира и да се импровизира со една компанија од таков голем обем и дека треба да се постави почнувајќи од организацијска шема до врвните менаџери да бидат надвор од тие што се собственици на бизнис, што во наши услови, македонски услови, е вистинска реткост. Таа нивна визија ја преточивме на дело и компанијата за овие 6 месеци рапидно растеше. Бројано по објекти од 36 објекти дојде до 120 објекти, бројано по обработени од 150 до 700 и преку 700. Бројано по напредок во компаниите во Македонија. За 2012 година се наоѓавме на високото 31 место од 200 најголеми компании и очекуваме дека за 2013 година ќе бидеме помеѓу 20 и 25 место во големите компании, што за мене лично е огромен напредок и успех. Има јасна визија и точно да знае каде води компанијата и секако да има врвен менаџерски тим, односно да ги постави задачите такви што врвниот менаџерски тим ќе ги врши своите работи одговорно и за тоа ќе рапортира соодветно и квалитетно. Од тој аспект најважно е менаџерскиот тим да има своевидна различен пристап и различна стратегија со цел да може да се извлече што е можно поголем број на идеи. Значи не е убаво една компанија според мене да има менаџери со исти менеджмент стилови, туку потребни се различни менеджмент стилови. Тоа е што може да се научи не од формалното образование, туку од дополнителните тренинг центри како што се ги нуди ClearView. Конкретно, формалното образование, во моментов јас сум бескрено благодарен што сум електроинженер и што сум завршил технички науки, затоа што ми даде начин на размислување и начин да не се плашам од било каков проблем во иднина. Вистинското се учи со искуство и пракса и со дополнителни тренинг обуки. Имав таа среќа да мојата компанија ни овозможи и мене и на менаџерскиот тим и на цела раководна структура под нас да има редовни и низа обуки и дообуки на кадарот, вклучувајќи врвни менаџерски обуки како што е DGS методологијата и други обуки пропратни како што се тајм менеджмент, раководење со човечки ресурси, продажни вештини и така натаму и така натаму. Меѓу многуте курсеви и семинари и дообуки што сум ги поменал, можеби се преку 20-тина, јас ја поминав и ја DGS методологијата, односно буката, што ја организира ClearView. Сум искрено презадоволен од таа обука, која што траеше прилично долго, значи не е еднодневен или дводневен семинар. Оно што најголем впечаток ми остави во таа обука е PAEI системот, односно системот на различни вредности на менеджмент, тоест менеджмент стилови, кои што секој во себе како човек ги поседува и ги доизградува или ги менува,
каде што дознавме дека во суштина нема правилен и неправилен менаџер, тоа се различни стилови и да се надоврзам на претходното, тие токму различни стилови овозможуваат да за седината на тимот. Убаво е да се има и П, убаво е да се има и А, и И, е во тимот. Значи секој од нив ќе придонесе се максимум. И исто така надоврзано на тоа, многу логично и следствено беше, што ми беше многу интересно, значи растот и умирањето на компанија. Да се навратам на првото прашање, што е најбитно за еден менаџер. Најбитно е можеби покрај другото формално, најбитно е да знае во кој момент каде се наоѓа неговата компанија. Зошто? Бидејќи кога е во go или во некој раст, треба да знае што треба дополнително за да зголеми тој раст и многу битната работа треба да го препознае моментот на зенитот и моментот на опаѓање на компанијата, бидејќи тоа е неминовно, меѓутоа може да се ублажи и да се почне некој нов циклус на раст или опаѓање.